Здраво сите, добро во новата епизода на Рискет. Денес ќе зборуваме за Бигфут, односно големата шепа. Суштество кое што наводно талка по шумите на северозападниот дел на Америка. За другите информации за ова, да речем, мајмуновидно животно кое што не знае дали воопшто постои, мислам дека мораме да навлеземе во содржината. Првите извештаи за големи, силни, влакнисти луѓе датираат од најмалку 15 век во Кавказот, планински регион помеѓу Азија и Европа. Различни култури имаат различни верзии или можеби роднини на ова суштество. На Хималаите тоа е јети, во Австралија е јови, во Индонезија е ебу гого, а за Америка, првенствено северозападниот дел на Пацификот, Бигфут или Сасквоч. Сушност забележани се Бигфут во речиси секоја американска држава. Ова го потврдува верувањето дека има повеќе од еден Бигфут, дека тоа не е единствено животно, дека тоа не е единствено суштество, туку вид. Вреди да се спомене дека повеќето приматолози не веруваат дека е веројатно постоењето на Бигфут или Сасквоч. Кога веќе го кажавме тоа, ајде да навлеземе во почетокот на феноменот Бигфут во модерната ера. Во 1958 година Джералд Кру открил големи отпечатоци во близина на неговиот булдожер во Блав Крик, округот Дел Норте. Нью Йорк Таймс пишуваше за приказната, а уредникот Ендру Гензоли го напише името на суштеството, што од тој момент па наваму е познато како Бигфут. Меѓутоа, во 2003 година, двајца синови на еден човек по име Реј Валас признаа дека нивниот татко ги создал отпечатоците со помош на пар излабени дрвени стапала. Нивниот татко Реј Валас наводно бил голем пренкстер. Еве еден цитат од неговиот син Мајкл. Цитирам: "Ова не беше добро исполниран заговор или нешто слично. Чудно е затоа што беше само шега, но потоа зазеде таков живот што дури сега не можеме да запреме тоа." Иако со постојањето на многу други докази за Бигфут, ова не ги одвраќа верниците на Бигфут. Значи, мислам дека се запознавме со главната тема на оваа епизода, односно тоа е суштеството Бигфут, односно голема шепа на понашки. Тоа е како што кажавме слично на мајмун, а мислам дека сега за неговите, да речем, податоци, дека физички податоци, мислам дека мораме да продолжиме. Според извештаите од прво лице, тие ставаат опсек на боја на кожата од темно-црна, јагленеста, темно-кафеава, црвеникаво-кафеава или сива, а дванките на рацете стапалата многу посветли. Просечната висина наводно е 2,30 м, а максималната тежина се проценува дека е над 450 кг. Тие исто така се смета дека главно молчат, иако им се препишуваат и некои завивања, врескања и режења. Други интересни забелешки доаѓаат од Организацијата за истражување на Бигфут, која тврди дека Бигфут се уредни. Тие исто така тврдат дека Бигфут имаат легендарна сила и дека, цитирам, уживаа да користат нивната сила. Силата на Бигфут беше целосно прикажана при многу години на еден автопат, област на кратко возење од местото каде што се сега, кога се градеше автопатот на северот на индискиот резерват Хупа. Членовите на екипажот ќе пристигнале утрото за да видат дека гуми од 220 кг биле фрлени наоколу, биле превртани булдожери и дека огромните отпечатоци биле насекани низ локацијата. Значи, да речам, првиот доказ за активностите на овој евентуален Бигфут биле, како што кажавме, дека таму каде што го правеле автопатот имале многу уреди со кои што го правеле автопатот, и кога тие работниците следното утро дошле, све било наопаку, тие гумите биле расфрлани, булдожерите биле превртани наопаку, све било неред и имало дори како што кажав, отпечаток од нога, кој што бил многу голем и затоа се нарекува, тука се нарекува голема шепа, а мислам дека исто така морам да го кажам ова прво што почитаме пред премалку, дека во 2003 година тој Реј Валас создал отпечаток, голем отпечаток од големо стапало и рекол да е Бигфут помина тука кај нас. Е доказ, ама тој подоцна на неговите синови рекле дека татковото тоа го направил како шега, дека тоа Бигфутот немало никаква врска со Бигфут, туку татко им едноставно се зафркавал на некој начин. Друго што можеме да кажеме е дека во 1958 година овој Джералд Кру открил големи отпечатоци во близина на неговиот дом
И од тука, нели, New York Times дошле, го евидентирале тоа и од тука нели првиот пат се споменал терминот Bigfoot, односно големо стапово или голема шепа. И мислам дека мораме да продолжиме. Постојањето на Bigfoot се уште цврсто лежи во два табора, верувачи и скептици. Размислувањето на скептиците може да се сумира со размислувањата на антропологот Дейвид Џ. Дейглинг од Универзитетот во Флорида. Цитирам: "Дури ако имате милион докази и ако сите докази се неубедливи, не можете сето тоа да го наброите за да направите нешто убедливо." Со оглед на тоа што размислувањето на верувачите генерално дека е ненаучно да се отврди мноштво докази, со текот на годините имаше отпечатоци од стапалки, можни снимени повици, неидентификувани влакна и сведоштва од први лица. Мислам дека сега можеме да влеземе во овие сведоштва и докази кои што нели сугерираат дека навистина луѓето или се сретнале со нив или имале некои цврсти појатоци што би можеле нели да сугерираат дека навистина постои ова животно Bigfoot. Имаше и обиди за ДНК анализа на Bigfoot. Пензионираниот зоолог доктор Волф Хенер Ференбах не можеше да идентификува ДНК-та на Bigfoot, но од 2006 година имаше најмалку 15 примероци што тој не можеше да идентификува како ниту едно друго животно. Во 2012 година ветеринар истражувач тврдеше дека ја секвенционирал ДНК-та на Sasquatch, тврдејќи дека Sasquatch потекнал од човечки женки кои го направиле со непознати хоминидни мажјаци. Во 2014 година тим на истражувачи предводени од професор по хумана генетика од Оксфорд спроведува генетска анализа на пријавени примероци од косата на Sasquatch. За жал примероците припаѓаат на низа познати животни како кучиња, мечки и волци. Во 1967 година Роџер Петерсон, аматер ловец на Bigfoot, заедно со Боб Гимлин, сними домашен филм во националната шума Six Rivers. Она што го снимија со камера е единствената снимка од Bigfoot која не е целосно разоткриена. Сега можете да видите тука таа слика, нели, од Bigfoot и ова е најпознатата слика кога се работи, кога станува збор за Bigfoot, оваа слика би ја виделе сегде, значи се тврди дека токму овие двајца го сликале Bigfoot и мисля дека мораме сега да продолжиме. Доктор Џефри Мелдрум, експерт за морфологија на нозете и движење на мајмуни и хоминиди, верува дека во филмот можете да ги видите движењата на мускулите на Bigfoot. Тој верува дека особено гуждовите се клучни показатели дека ова не е маж во костим и дека нели ова све не е лажка, нели целата таа снимка не е нели монтирана една или друга работа, докато тоа е навистина Bigfoot, заради како што кажа нели овој докторот, движењата на нозете не би можеле да се имитува на таков начин, нели тоа само животни или само Bigfoot би можел да ги движи нозете на таков начин, а не луѓето. Боб Гимлин жали што го снимил филмот, верувајќи дека Патерсон имал повеќе користи од тоа отколку тој. Сушност тоа го раскина неговото пријателство. Тие не се смираа се дека Роџер Патерсон не беше на смртна постела. Во секој случај и двајцата веруваат во она што го виделе, а исто така и многумина ни светот. Оваа снимка ќе стане најпознатиот криптозоолошки доказ на сите времења. Како што кажа, нели, оваа слика што сега ја гледате, мислам дека е најголем доказ за постојањето, да речем, на Bigfoot, иако не може да се утврди дека оваа слика со сигурност е ова животно за кој што правевме мојот за кој што правевме денеска мојот и за кој што толку луѓе се караат дека навистина после такво животно што се нарекува Bigfoot, дали овие двајца нели што направиле филм заедно, сакале нели да снимат тоа им било намерата, сакале да снимат и да Bigfoot да го фатат на камера и да речат еве го тоа доказ и навистина тие го фатиле. Но сега нели еве овој Боб Гимлин што бил нели аматерски, да речам, ловец на Bigfoot, се скарал со него и рекол: за чега го снимивме овој филм, сите пари што ја произлегува од оваа снимка отидоа кај тебе, не отидоа кај мене, и нели тие заради тоа се скарале и биле лути се додека нели овој Роџер Патерсон не бил на смртна постела, нели многу лоша работа можам да кажам. И некој нешто друго што можеме да објасниме е тоа што имало многу низ текот на годините, нели имало многу обиди за ДНК анализа. И некој, например, нашол влакна и бил сигурен дека нели тоа е се влакна од Bigfoot. Не знам како би можел со сигурност да утврди тоа, но сепак е така пишува дека тоа успеа да најдам дека биле направени ДНК анализа на многу влакна, што нели навидум личење дека се на Bigfoot, но тие влакна не биле на Bigfoot, односно нели биле на познати животни како кучиња, мечки и волци. Друго мислам што можеме да кажеме е дека нели
за овој докторов за докторов, нели, Джефри Мелдрум, тој нели бил сигурен дека на таа снимка што е снимиле овие двајца, нели, што се скарале, тоа што го види, што се гледа во таа снимка, не би можело никако да биде човек заради, нели, тие движења кај гуждот, нели, и кај мускулите на нозете, нели, така само животни би се движеле, човек никако не би можело да се движи на тој начин како што, нели, било прикажано во снимката, и ние, нели, зашто да не му веруваме и на овој доктор, нели. Од тука, нели, мислам дека може да биде сигурно дека тоа не бил човек во костум кој што, нели, овие двајца што се скарале би го направиле тоа и нели би ја продале таа снимка, да би рекле еве се снимка од Бигфут, а тоа не било Бигфут, нели, тоа не може да биде така затоа што тоа навистина било некој животно. И сега кое животно било, дали било некој друго животно, дали бил мајмун или дали бил Бигфут, мислам дека тоа ќе остане мистерија, како и цел овој, нели, цел овој случај и целото постоење, да речеме, на ова животно Бигфут ќе остане мистерија. И јас мислам дека верувам во постоењето на Бигфут, односно големата шепа, нели, ги сакам јас тие, нели, ги сакам тие, да речам, репорти каде што пишува дека има постоење на некои животни кои што официјално не се, нели, не се прогласени дека се животни, нели, куче, маче, тоа сите го имаме видено и сите се тие животни се прогласени дека се навистина дека постојат. И сега ако не сме видели некој животно, не можеме да речеме дека не постои, така. И затоа, нели, овде имаме многу докази кои што сугерираат дека Бигфут навистина постои, само што, нели, на пример, може неговата раса е ендемична и затоа тие се само во шумите на северозападниот дел на Америка, и затоа, нели, ние не можеме нака да ги видиме по лице дека шетаат. Значи тоа не може да рече дека, нели, ако се толку малку на број, тоа не може да сугерира дека тие не постојат. Нели, само може да го сугерира спротивното дека ако се малку, значи тие се малку, значи постојат. Не може да се рече дека не постојат, да. Ако со сигурност, нели, не можеме да речеме дека постојат, со сигурност не можеме да речеме дека не постојат. Тоа мислам дека можеме да го кажеме. Како и да е, мислам дека мораме да ја завршиме оваа епизода, оваа трета епизода од теконата сезона на Арискиот Супернатурал. Како фана над природата, ми беше, нели, чест што го обработував, да речеме, еден од најпознатите теми на интернетот, вака што ви наште кога би гугвале, на пример, животни кои што наводно постојане, но не е докажано, или, на пример, кога би гугвале многу надприродни работи што, нели, не се духови, демони и такви работи, туку се, нели, вистински животни кои што не е докажано дека постојат. Како да мислам дека можеме да ја завршиме епизодата сега и официјално. Се гледаме во петок, до тогаш можам да кажам пријатно и се најдобро.